Често пати знам да кажам дека ако со некој сум ги уживал вистински телевизиските мигови, без лажна скромност, секоја пиетет кон секој кој што заставал вака тандемски, да речем, тоа било дефинитивно Александра Јовановска и до ден денешен знаат често пати да кажат се уште сте ми меморирани како Марко и Александра Стисни Плей. И многу ми е драго што луѓето не помнат можеби како една од најпознатите во тој период млади телевизиски двојки кои што беа како некој начин протеже за македонската музичка дискографија. Таа остана понатаму да си биде доследна и со целосна лојалност кон истата таа професија, ма драго ни што се отворија нови форми на работа, па можеме и таа и јас да се поддржуваме, како велиш да бидеме обострани гуруа, ама и да си бидеме секој пат поддршка и приватно и индивидуално. И како велам јас, кога си имате ваков soulmate или баш човек кој што знаете дека ќе биде радосен на вашата еволуција, па драго ми што можам денеска да си ја представам во мојата кујна. Ова мора да кажам дека е забелешка моја. Јас да кажам нешто добар. Сега кога ќе почнеме да збориме нема да се знае кој ќе каже. Ама многу ми е драго што годинава ја започнам со тебе. И мене ми е драго, јас многу ја сакам утринска на Телма. Знаеш дека ве гледам и често ти коментирам и гледам дека и ти ме споменуваш тука често. Знаеш дека така ќе биде. Да, и јас навистина ја почитувам утринска на Телма. Темите се тие нели во земјава, сите новинари ги обработуваат, ама начинот, пристапот кој вие го имате некако мене ми е особено драг и затоа денот го почнувам со утринска на Телма. И ета драго ми е што сум гостинка тука во кујна. Не знам како можев во сиве овие години да не ми текна дека ако некој вистински ужива во процесот на изработка на храна на специјалитети, ако некој патува ширум сите меридијани, ширум светот и секој пат знае да си понесе, не од зачин до најавтентични работи кои што се автохтони за самата земја кога стана збор за гастрономијата, тоа ќе биде токму Александра. Веднаш ако се појде кај тебе на социјалните медиуми, имате раскош од фотографии и цело резиме. Не толку, гледам да не сум сега некој фуд блогер, гледам да не ставам премногу фотографии, па да не испадне само Сандра ја да сум готви. Не ми е целта тоа, иако да, многу од времето го поминувам токму во обмислување на тие оброци, нели? Ако си ти главен дома кој го диктира менито, мора да размислуваш на тоа што следно ќе се јаде, па што да се сготви за да не се фрли, да не се упропасти. Тоа оди и со пазарувањето и многу од времето навистина минувам во маркети и во кујна. Ама знаеш што е интересно, што секој пат вистина ти знаеш да кажеш храната обединува и ти тоа вешто го правиш со секој кој што е околу тебе. Да, тоа е момент на обединување, подарување љубов, јас така го гледам, сакам да сготвам нешто убаво, луѓето да се среќне околу мене и многу од нашите средби биле вакви, Марко, нели? Ние сме биле во кујна и сме готвели и ти си одличен. И ќе се јави Александра ќе рече имам ново вино, имам ново сирење, имам нови крекери, ќе не собере буквално по некој нејзино патување. И вели, трните дека кујната е моја, да ти направам бербет што се вели и да ти кажам, па не помнам последниве месеци некој да имал толку намирници и вели Александра вели ќе биде доволно 3 рецепти, апсолутно. 3 рецепти и еден туторијал специјално за тебе. За мене, за калинките. Таа вели те гледав како ја тепаш пред некој период калинката, не се прави така што ја ишчука, направи лом, имам подобар начин како да отвориме калинка. Па не знам, обично знам дека треба да се стави вода во здела и тој начин го знам, ама ова ми е од нутриционисти, ама ќе го научам не мора до толку, а знам дека ја избегнувам, иако е богата нели со антиоксиданси, ама тешка е, не е она класично овоше да излупиш па да јадеш и ова бара нели напор да се извадат тие зрно по зрно, да, и затоа ја избегнуваме, ама ќе се обидеме. Јас исто така само сум гледала и сега ќе пробам со тебе. Баш, а тоа ќе биде значи баш предизвик за мене. Баш така? Предизвик, да. А инаку, како што можам да забележам, овде има од што се вели од пиле млеко. Баш имаме денеска доста работи. Знаеш како велат, нели, јас готвењето го сметам за занает, а за добар занает треба да имаш и добар алат, нели, ако си мајстор во кујна мора да имаш добар алат. Сега знам дека овде условите ни се условите ни се импровизирани, ама ние нема да правиме импровизирани оброци, ќе се обидеме да им дадеме нешто корисно, нешто нели убаво на гледачите. Нешто што јас го подготвувам за мене за појадок, бидејќи е утринска на Телма, да направиме 2 појадока. Прекрасно. Еден сладок, еден солен, бидејќи е сезона на салати, се уште прослави, оние крем салати. Ајде за многу години на гледачите и на цела екипа на Телма, да сме живи и здрави и да направиме една крем салата. Полесна е од оние другите, нема шунка, нема нели кашкавал. Полесна е и може да оди во прилог со некои нели сувомеснати производи, да.
Овој пат лососот одлучи да биде денеска исто достапен. Лососот ќе биде дел од еден врап, тортилја, која јас така знам да си го направам за појадок и донесов јапонски јаболка, сите ги имаме многу во овој период. А некако не се омилени, не знаеме баш да ги јадеме. Барем неколку луѓе годинава ми понуди. Александра, дали сакаш? Викам, имам. Јас знаеш дека последните 2 години почнав да ги јадам. Па јас прв пат годинава почнав да ги јадам и токму во оваа комбинација која ќе ја направам сега, па еве ќе ја споделам, можеби некој друг ќе се пронајде да ги јаде јапонските јаболка на овој начин. Пробајте, мене ми се бендиса и мислам дека ќе биде добро. Туку сама те прашам, како помина за празниците? Идеално. Да, не се ни сомневам. Еве вака во кујна со луѓе, убаво секој ден некој нов предизвик во кујна мени да се направи, да се видиме. Оние кои што не знаат живееш во близина на Сопиште, практично тебе ти е водно. Баш во Сопиште живеам, да, и еве сега со снег дојдов со колата надолу. Зар има некој? Имаше снег, да, и многу често наутро кога ќе станам, нели за да одам на работа кај мене во МТВ ќе дојдам, чекајте ме. И јас со наочари за сонце излегувам, затоа што друг универзум е таму. Доаѓам надолу до кисела вода, ништо не гледам, ги вадам наочарите и магла. Те промени Сопиште генерално како место на живот, што гледат географијата таму е своја, специфична. Јас и претходно одев, пешачевме и така, меѓутоа сега откако сум таму, јас никогаш не сум ни мислела дека ќе се пронајдам да живеам во една средина која не е градска, не е урбана, ама со оглед на тоа што сум живеела, па близу си, навистина си близу. Нема семафори, нема ништо, само се пушташ надолу и ти си веќе на Зоил, да речем. Прекрасно. Така некако. А бидејќи и претходно сум живеела во куќа, во Лисиче, и ти нели живееше во Лисиче. Јас сум учена на двор, на спрат долу, спрат горе, скали, подрум. Позади куќа, пред куќа сум учена да се шетам лево десно. Географија менување да, мало. Да, и среќна сум во овие услови во кои што Скопје нели е навистина загадено. Мене ми доаѓа тоа како немам потреба дури да отидам на викенд на планина. Затоа што го имаш викендот во своето место. Може да почнеме со нешто? Може да почнеме, Александра Јовановска за прв пат. Ова ќе биде редовно, нели? Добро, сега да не претераме, јас велам барем ќе го дозираме тоа сезонски, на 2-3 месеци бидејќи има многу од твоето мени. Да, јас ти реков ајде на пролет ќе дојдам пак, нека излезат јагоди, некои нови продукти. Одиме со оваа чаша. Одиме се добро. Тоа како дозирка ќе биде или ќе биде? Нека биде еве оваа чашата во која ќе сервираме, ќе направиме простор за да може тоа и да се покаже. Така го викаат или не? Па тоа е урда. Не е котичис. Не е котичис, добро. Сега ќе одиме со секој може да си дозира колку сака. Ова може да се прави и само со овесни снеголки. Значи ќе додадеме еве 2 лажици 3 овесни снеголки. Добро. Да, ќе си го правите може и во чаша за take away, нели? Да. Се сеќаваш дека и како оваа мојата. Например, јас во оваа го правам за да можам да си ја понесам на работа. Сега секогаш додавам, може да останете вие и на овесни снеголки само, ама јас сакам да додам нешто од другите семиња, малку чија, малку ленено семе, нели добри се за дигестивниот систем. Ете така. Не мора премногу, може и од дозгора. Марко, можеш ти да почнеш да сецкаш од древчињата. Брзи сме. Готово. Брзи сме. Со задоволство. Ќе додадеме грчки јогурт. Еве не се сеќам, јас и ти еве се познаваме многу години, не беа толку популарни да речеме овие оброци со ове со грчки. Сега стана да речеме така да речеме. Не беа, потоа го направија социјалните мрежи да гледаме рецепти, некој нов начин се воведува на исхрана или да може да се подготви некој здрав оброк. Тоа е некоја нова мода, ама мене ми се допаѓа. Ќе додадеме органско бадемово млеко, јас користам бадемово млеко, значи може вие да додадете што сакате, кокосово, од соја, од ориз, кој што има, јас го користам бадемовото млеко. Доволно, ете гледате како си пропаѓа, го абсорбирам. Сега да го отвориме, односно јапонското јаболко, има тука некоја лажичка екстра. За многумина е специфично, практично како и мушмулите, не имаат еден да, специфичен вкус. Што те треба кажеме? Аз сакав една лажица екстра ако можам. Чекај, веднаш. Благодарам. И многу е важно сепак да бидат нели изрели. Тоа знамо. Па важно е, сега тука малку изгледа ќе искапам, ќе се забришеме. Значи за тоа ние кој нас следен пат и престилка ќе донесам. Требаше јас да донесам. Ќе го отвориме вака и само со лажица ќе го извадиме бидејќи вака полесно се вади. Сега малку тука хаос, да. Меко е од еден дел. Еве вака. И другото ќе го извадиме. Океј се вака? Океј се, марче ми се растече јаболчето, ама тоа е тоа, навистина е меко. Извадив што извадив од него. Тоа е. Инаку сега популарни се подинзите што ги прават со јапонските
Јапонските јаболка? Јаболка, да. Баш прават пудинзи. Да, овие се баш зрели и баш се добри, веќе се спремни за конзумирање. Доволно е ова? Доволно и премногу. Добро. Значи може да додадеме уште малку грчки јогурт одозгора. Не гледаш никогаш не ми тикнал на комбинацијата. Комбинацијата е одлична, верувај ќе ти се допадне, знам. А ќе му даде еден благ вкус. Сега може да одите во слоеви и понатаму, нели, да додадете уште малку од овесните снеголки или уште јапонско јаболка, ма бидејќи Жан, добри сме, мака ти пречи, окей сме, добро. Мислам дека сме добри, бидејќи прилично се течни, Аха. да не правиме повеќе лом, ние ќе застанеме на овој слој. Јас додавам бобинки. и да. Тие колку се богати со антиоксиданси, тоа е Имате и неверојатно. нешто и од нив, Да, така малку супер. ќе си додадете. Па тука доаѓаат оревчињата на крајот. Прекрасно. Веруjem ми ќе ти се допадне и можеш сега овие малку се одмрзнаа, нели, може и свежи, зависи во кој период од годината. Прекрасно. Така, малку оревчиња и сега каде е медот, Марчо? Медот сега да, мислам дека ќе биде доволно колку само за декорација од озгора. Па толку и доволно, бидејќи јапонското јаболко е благо, ама некако сум пробала и без и со мед. Дефинитивно кога ќе се додаде мед, некако се Бидејќи при крај интензивира ќе го тој искористиме ова лажиче. убав вкус. Не е проблем така? Не е проблем, малку ми додаде Урда. урда. Нема Ама да ќе се падне одвои. урдата, нема. Еве вака. Ете така. Нека биде вака. Супер. И Final тоа е touch. тоа. Ете. Значи тоа е појадокот. Број 1. Имаме појадок број 1. Појадок број 1. Прекрасно. Сериозно ми даде идеја за Јас мислам дека е јапонското. многу вкусно, многу добро и верувај сум го понудила Прекрасно. на колешката Јана, на пример, ќе направам 2 чаши, ќе донесам, го јаде, значи се допаѓа. Дома го Браво. јадат и мислам дека е баш Еве како слоевите ви изгледа, ќе си направите ако сакате уште да. малку повеќе и тоа е таа. Тоа не е благиот појадок. Одиме на следна Жан. на Жан ме прашува пред малку, Марче, кој ќе готви, што ќе правиме? Викам, не се кире, има доста до тука работа. многу има за снимање. Имаме днеска за снимање. Ајде Одиме да сега направиме следна е сега врат. една, па јас нема да го правам нели во традиционална форма некоја да го мотаме, туку имам друг начин на сервирање кој многу е лесен и интересен и подобар е според мене затоа што со триаголничиња, па ќе го се направиме, прави да, тоа е готово. толку и вака го Зашто не ми јадете. тикнало, да? Значи нема потреба да Да се валкате. да вртите, да. Ова е добар начин на сервирање. Сега ќе Што можеме да ти помогнам? па еве не треба ништо, ова дали малку се опушти, Тоа е ќе павлака, намачкаме, така? не е тоа павлака. Павлаката е ова грчкиот јогурт, ова ни е крем сир. Крем сирење, да. Ќе намачкаме малку крем сирење, ова е солениот појадок, кој исто така знам да си го подготвам. На едната страна ќе намачкате крем сирење. И сече ми Инаку? го, Марче, лимончето. Лимонче, ова. Имаме сол бибер тука негде? Имаме. Чекај сега. Еве. Ќе земеме едно парче лосос. Имам голема замерка за начинот на кој што се продава и се чува овој лосос во нашите маркети. Овој чаден лосос не би требало да се замрзнува. А кај нас во маркетите, замисли кога ќе го замрзнеш и кога ќе се одмрзне, ќе се разводенат вкусовите и никаде во светот немам видено, а во нашите маркети некако знаат да го замрзнат. Да речеме, ако остане да речеме во маркетите, што не Па знам. не знам, начинот на чување мислам Може би дека треба треба да да биде си го поинаков, да. преиспитаат, затоа што јас никаде не сум видела во свет дека овој лосос се Мислам дека замрзнува. дури и вкусот потоа не е ист. Па што не е видиш. затоа што се разводенува, да. Јас знам секогаш малку да си го освежам со лимон. Лимонче, да. Ставиме малце Браво, бе Андрич. биберче. Чекај сега солта, тука имам да лоцирам. Сол не ни треба за тој дел. Имаме авокадо. Мора да направиме да биде, нели, Браво. да биде свеж, да имаме доволно и зеленчук и протеини, Супер. ќе ставиме јајца. Сега ќе ти искористам да те прашам. Ајде. Дали ќе имаме нова сезона на Стисни Плей со Јана работите? А јас во моментов работам на едни документарни емисии кои го следат развојот на македонската музика во последните 3 децении. Се фатив со тој проект. Од годинава ти е сега Па не проектот? од годинава, првите 2 епизоди отидоа минатата година, а сега ја подготвувам 3-та и 4-та епизода. Така што За кого беа првите епизоди? Па буквално тргна со осамостојувањето на Македонија. Не се за никој особено, туку за сите. Ако во првата епизода малку повеќе им се даде внимание на Дарио, МиГ-21, на Владо Јаневски, на Ластовица, на Кукулеле и слични. Во, например, останатите епизоди зборувавме малку за Скопски фестивал, ќе зборуваме за андерграунд сцената, ќе зборуваме нели за сите фестивали кои се случували и така натаму. Кои IT ги екранизиравме и тоа во добро е тоа што епизоди. македонската телевизија нели ја поседува архивата архива. и може тоа сето да се илустрира
демонстрира. Добро, за тука ќе ни треба сол за јајцето. Може да го освежиме и со шири домати. Каде? Да, бе, Жан. Браво. Еве го моце. Тука сме си. Затоа што секој ден сте со нас. Па знаат точно кај стојат, бидејќи секој ден се. Секој ден. Така што добра поддршка ми Може за да секој пат. направите и некој издание каде што снимателите ќе готват и тоа е тоа. Не. Зашто? Сериозно, Жан, готвиш? Не сум да ни прашал. А? Ке ставиме и свеж домат. Одиме? Па ќе додадеме и малку мајонез на јајцето. Ете така. Опа, сега. Супер. Широко сум го отворила, ама не е проблем. Супер. Добро. Кога би искористил вака комбинациите секоја чест. Па има нешто свежо, ете, нешто... Да. Протеинско здраво? Да. Ќе го замотаме Супер. вака лесно, значи имаме салата. Ова знам да го направам јас и со кајгана. Например, со Така пржено е. јајце, со рукола салата. Наместо Да. лососот, да речеме, протеинот тоа. Марче, што ќе ти фали во... И види како изјажан. Што ќе ти фали И сега- во денот? Имаш салата, имаш авокадо, Сега имаш знаеш што ме лосос, имаш предизвикуваш? јајце. Што? За да направиме како ала карте ресторан. Да. Ете, вуала, Вуала. 5 евра. Аеродромски цени за тебе. Аеродромски цени. Вака ќе направиме, каде ни е другиот поедок? Вака. И одиме со број 3. Тоа 3,90. 3,90. Види колку убаво изгледа. Само погледни. Прекрасно. Добро, може и подобро, но нели, може Прекрасно. да се нареди тоа се поубаво и Прекрасно. така. Прв пат готвам на камера. Не и Да последен. правиме уште еден врап, имаме време или Имаме да... време, апсолутно имаме време. Апсолутно. Добро, Што или- можам сега да ти помогнам? Па ништо е. Одам со кремсир. Ке намачкам Во уште суштина и малку. често се комбинира, да речеме, крем-сирот со лососот. Да, Нели како така брускети? и се сервира, да, на брускети, така. Супер, само што Знам велиш ти да. беше кај мене на гости кога Што донесов немаме пробано од лосос од Норвешка. Норвешка. Да. Само што се врати од Норвешка со, знам дека тогаш на некое патување беше тие со се, една да. од твоите пријателки, така што се сеќавам. И тоа секој пат знаеш да направиш, да отскокнеш од стандардите, баш да направиш убава кујна. Така, ајде, Секоја направиме чест. уште еден врап. А знаеш дека кога бевме помали, па и не готвевме јајци. Па не готвевме, не. Јас знаеш, јас сум тргнала од фаза не се јаде, што има за јадење, До нели, на крај кога да- плачеш и малтретираш се околу тебе, до не сакам тоа, до даде сготви ми, до не знам што, до фаза кога нели некако се усовршивме во тој дел со готвењето и се пронајдовме и ти и јас знам дека и ти готвиш, Многу. сакаш да готвиш и тоа е тоа. Убаво е. Супер. Да не заборавам, јас се сеќавам дека Но мора да Кога доаѓавме- мора да се јаде нешто, а кога веќе се јаде, нели, па да јадеме нешто да, ма многу пробаме. убаво го искористи моментот дека ова е занет кој што само може да си го усовршувате секојдневно. Може ќе отвориме ресторан некаде, не Замисли. знаем. Сега гледав многу убав документарец за You are what you eat, или тоа си ти што јадеш, всушност ти не знам дали го не, и гледаше. тоа што го правиш, тоа си ти. Ти. И јас пред некој време леко готвам да не почнам да личам на готвачка. А зашто Нека па да треба не? да не почнам премногу да готвам и да не се свати како навреда на готвачите, ама знаеш имено. кој јаде Да, и да, да, кој да, готви, да. пробува, јаде, да не Да не нели се згојме, отидеме. мислиш? Да не Мислам отидеме дека- предалеку со килажата. Добро, Супер, Сандриќ. домачињата каде ми се? Мислам дека Аха. лево таму, да. Добро. Значи може да збогатите со свежа салата, со рукола, не мора да биде оваа комбинација. Може ова да се направи како гвакамоле, нели? Да биде баш Имаш право, со Да се појавата на испасира. социјални медиуми, интернет просторот и да ќе речам научиш фуд некои блогери, лесни tips and tricks како Да. тоа да го опа. затоа што порано се знаеше кај нас појадокот, за жал најчесто беше Пржено пржено сланина, јајце, сили пржени погача, лепчиња, такви да, некои Тие работи. некои, точно. А сега имаме така баш добивме некако нов свет на можности. Па сега, еви на јајцето ќе му ставиме малку и малку од мајонезот Супер. ќе му ставиме да не биде сув овој врап. Сакаш да ми кажеш дека следниот предизвик е калинката? Не, имам уште една салата Уште да една? направиме. Прекрасно. И сега јас си донесов и кромитче, ама ајде да не плачам, да не лупам. Значи може Без да си грижи, го одма го средувам тоа. може да си го збогатите со кромитче и тоа баш ова розеваво јас го користам. Кое што па и не е толку многу јако. Може и да си ставите и Макдоналдс и се. Го излуткам. Да, Стај некој кромитче, добро оди со риба. баш добро оди со риба. Може да подзачистам јас малку дурти. Ајде, јас и ти сега го сме тандемот.
Тука врз шери доматите? Може. Добро. Што Жан? Како мислиш? Сега перформанси на Джейми Оливер не планирам. Доволно, не треба да доминира кромидот, тоа е само засилувач на вкусот, да ти малце сега тука. Не треба толку кромит. Доволно е? Доволно е. Добро. Ајде да го смотаме и ова. И вака, опа едно јајце падна, ќе го вратам назад. Среќа што днеска Вики не е со нас, инаку таа знаеше да реагира. Вие, браво. Вуаля. Ето така и Одиме следен слайд. Сезоната на крем салати. Рековме дека се уште се актуелни, затоа што нели следува и Василица, се јаде во месец јануари и тоа како. Да, и сега не секој сака шунка, кашкавал, јајце, грашок, и тоа се тешки комбинации, а често ги комбинираме и со дополнителни сувомеснати производи, мислам дека тоа е премногу. Ова е лесна салата, која има многу специфичен и силен вкус, бидејќи ќе користиме печен сусам за неа. Добро. Мирисни. Јас го испеков дома, ништо не треба, тоа толку е многу лесно. Само ќе го пропржите сусамот, да, и тоа е толку, ама добива многу силен, убав, интензивен вкус. Вака не се правиш нешто урлине без салата позната некако? Урлине без салата е со црвен пипер. Да, а не со сусам, ама ова постојат многу варијации, комбинации нели на тема салата. Урда ви е потребно 400-500 грама се едно, колку сакате вие толку. Ќе го додадеме сусамот. Добро. И ќе додадеме малку павлака, малку мајонез и ќе промешаме. Ете така. Браво. И тоа е тоа? Тоа е 2 лажици павлака, 2 лажици мајонез, ќе ставиме сол. Донесов лукче, ова не оди без лукче. Чекај, лукче. Лукче. А можеме да го ставиме и... Не, нема ми го лукчето. Браво, како мене си ти педантна. Овде ми стојат лукчиња. Браво. Едно доволно е да не претеруваме, да. Мајонезот. И тука ни требаат околу 2 лажици, ќе додадеме нели по вкус за да се измеша тоа добро. И ова оди многу добро во комбинација со Има луѓе не јадат нели вегетаријанци се не јадат салама, не јадат. Ова е мислам дека сега веќе за Супер салата е ова, многу е лесна, оди со кифлички со Припоставам го ставам, така? Да. Ајде. Браво Марче, чекај сега ќе го Или сакаш што малку уште едно чешница? Не. Добро. Да, што велиш доволно е за... Па ако сакаш земи уште едно. За секој случај, а? Вие ќе ја јадете, кажете како ви се допаѓа, како сакате, со лукче, без лукче. Само да прашам, Монтро годинава го посети, така? Да, не е годинава, лани. Лани беше? Сега веќе лани, Марко, 2023 декември, да, ќе се навикнеме. Ете така. Еве готово. Гледаш, не треба сецкање, не треба ништо, а верувај има многу интензивен и убав вкус, ќе си ја сервирате во чај, тањерче друго. Ајде. Уште малце лукче. Сме. Дај. Со ова завршуваме еден прекрасен оброк на денот, ама знаеш дека си заслужна самата. Ето ти повелим. Не се ни сомнев дека денеска ќе биде богато убаво издание. Од сега ти закажам средба за месец и половина. Сега нормално треба да помине малку време да се избалансираат вкусовите. Да се ферментира. Ќе ставиме сол, можеби сега не можеме нели да пробуваме да видиме колку сол ни е потребно, но тоа по вкус. Прекрасно. Ама препечениот сусам на вистина дава убав вкус. И сега ова може да го префрлиме нели кога би имале други услови во Меѓутоа, само забележете како сето ова изгледа. Со ова го финишираме нашата... прекрасно. Жан, те молам само направи убав кадар. Што велиш? Ова? Па не таа е дел од содржината. Само ова да го екранизираме и да ти заблагодарам и да те бакнам. А калинката? Мислам дека следен пат ќе веројатно. Ама чувај како предизвик. Калинката. Чувај како следен предизвик. Добро. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за поканата и се гледаме во нека следна прилика да Александра Јовановска во ова издание на Оброк на денот. Вуаля, уживајте со денешното издание.